Поздрав до сите! Ова е 12-тото издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот е серијал подкасти за женското предприемништво и е дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Во денешното издание имаме една млада дама, гостинка ни една храбра девојка, која за остварување на своите амбиции, за остварување на своите цели, го следи своето срце и својата интуиција. Та смета дека љубовта е она што ја движи секоја работа и што донесува успех во професијата. Маргарета Мојсовска. Маргарета, откаде идејата за отварање фитнес центар? Макар што вие одите и чекор понатаму, напреден фитнес центар, или со која терминологија би го објаснали? Значи вака, ова се нарекува алтернативен начин на вежбање или вежбање со електрична стимулација. И сега идејата за отварање на нешто вакво е бидејќи многу долго време се сум во овој свет и многу често од клиентите ни доаѓаат со изговор дека немаат време. Така да ова сосема го победува тој изговор, значи го заштедува времето и има низа други работи, односно низа други погодности во однос на класичниот фитнес центар. Така да една од работите или првата работа што највеќе ја практикуваме тука е заштеда на времето. Како функционира еден термин за вежбање или како вие го нарекувате? Да, значи тоа е тренинг сесија. Таа тренинг сесија ви трае од 20 до 30 минути, во зависи од тоа колку клиентот што ни доаѓа кај нас е спремен и подготвен за вежбање. Се облегува посебна опрема, тоа се елеци, на самите елеци има електроди и со помош на се уклучувате нели во машината и со помош на нискофреквентен импулс вие добивате контрахирање, односно стегање на мускулот. Тоа е исто кога одите во класичен фитнес центар и кога подигнувате тегови. Тука истото го правите, само таа контракција прави струјата, вие се поставувате на вежбите, имате до вас овластено лице нели и сертифициран тренер кој ви ги покажува вежбите, кој јачињата на струјата ја подесува и почнувате со вашата тренинг сесија. Вие се одлучивте за ваков тип на бизнис токму во време на пандемија. Значи ли тоа дека има интерес дека луѓето го прифаќаат ваквиот начин на вежбање? Па да, морам да признам дека кај нас свесноста на луѓето или на клиентите што доаѓаат е веќе на многу повисоко ниво во однос на здравието нели и на благодетите што му го носи вежбањето на самиот клиент. Во екот на пандемијата беше многу предизвикувачки за работа, стварно. Успеавме да ги одржиме сите протоколи и успеавме сите клиенти што доаѓаат кај нас да ги држиме здрави во текот на текот на целата пандемија. Имаше, морам да признам дека доста голем интерес. Интересно да се каже дека секој вежба самостојно, значи нема контакти индивидуално со други спортисти, клиенти што доаѓаат кај вас. Значи термините се определуваат. Да, едно од работите исто зашто успеавме во екот на таа пандемија е бидејќи индивидуални се тренинзите. Тоа се еден на еден. Вие сте само во просторијата заедно со вашиот тренер. Индивидуално и самата програма е индивидуална. Што значи тоа? Тоа значи дека индивидуално се пристапува кон клиентот. Вие имате одреден проблем. Карикирам, да речеме, може сакате да намалите тежина или имате дискус хернија, па сакате да го подобрите тој дел на вашето тело или па едноставно сакате да го изчистите целулитот. Имаме доста клиентки такви. Така да индивидуално се пристапува, имате сосема различна програма во однос на другите и само вие сте во самата вежбална. Се троши енергија на поинаков начин. Дали тоа значи дека некои клиенти, односно луѓе кои сакаат да вежбат, а што не би можеле овие класичните начини, премногу се заморуваат или не може да се добават таков напор, дали ова е решение за нивните проблеми? Да. Исто така убаво што напомена, една од работите што е доста интересна во овој тип на вежбање што не може да имате никаква повреда, иако вие на самиот мускул му давате тренинг за сила, исто како идете во теретана и подигнувате тегови, секако немате тежина со вас. Значи контракцијата прави како што кажав самата струја, самиот нискофреквентен импулс. И вие немате секако до вас имате личен тренер и немате никакви можности да се повредите. И специфични групи на клиенти како што се луѓе кои што напоменав со дискус хернија, дискус патија или па жени после пораѓај доаѓаат кај нас и за да си го решат својот проблем. Колку енергија е потребно за да се води ваков бизнис? Дали сами сте или веќе
Имате и други кои помагаат? Имам тим со мене. Искрено многу одзема енергија, бидејќи се станува збор за бизнис поврзан со луѓе, значи вие имате директен контакт со луѓе. Тоа се различни типови на карактери, различни типови на барања и нормално дека знаеме дека секој еден или сака да се пожали, да си каже кај е баката, што е, зашто не може да стигне, зашто може да стигне, така да бара доста енергија, ама успеваме да се изменаџираме секако. Да работи нешто со љубов? Да, дефинитивно. Мора да го сакаш тоа што го работиш, ако сакаш да имаш успех. Секако. Тоа што сте жена, дали ви помага оваков тип на бизнис или ви одмага? Има ли некои стереотипи што треба да се надминат или ве спречуваат во некој дел од работа? Конкретно за овој бизнис кај што јас го водам, зависи од клиентот. Значи понекогаш да, понекогаш не. Кога станува збор за клиенти од женскиот пол, немаме никаков проблем стварно, но од друга страна па кога ќе ни дојдат од посилниот пол, нели како што го нарекуваат, и понекогаш имаме некои стереотипи како нели жена им е фитнес тренер, како она треба да им ги кажува вежбите. Малце тие стигми се уште постојат, ама не е ништо страшно. Се победува. Еднаш кога ќе се направи пробниот тренинг, се победува. На почетокот спомнавте дека веќе од дете сте со спортот, заедно со спортот. Дали значи дека оваа професија исполнување на некој начин на вашите тинејџерски соништа, да се одбере професија која ќе биде и љубов и пасијата. Да, во спортот сум од многу, од кога знам за себе сум со спортот, предходно вежбав карате, потоа некои полумаратони трчав, значи секогаш бев активна. Ова е дефинитивно исполнување, бидејќи станува збор за бизнис каде што вие им помагате на клиентите да остварат својата цел. Целта кога ќе биде остварена, нема подобро чувство, стварно. Планирате ли понатаму, засега имате еден објект каде што ги извршувате тие вежби, работите со клиентите. Планирате ли понатаму да проширите? Да ја проширите работа? Па за сега, бидејќи сме релативно млади на македонскиот пазар, односно и во Скопје каде што и нели работиме, најпрво би сакала да се стабилизираме. Значи онака буквално да се стабилизираме со цврсти нозе да станеме на пазарот каде што работиме. Да, и сакаме да бидеме лидери на пазарот, тоа е целта, и потоа во зависност од нели можностите да се прошириме па и на соседните пазари, зашто да не. Бидејќи самата работа дава можности, значи немаш никакви ограничувања, бидејќи и таму има луѓе што сакаат да вежбаат, да слабеат, да се го исчистат целото или што се болни. Инвестиција беше потребна поддршка за да се почне ваков бизнис. Имате ли поддршка и од семејството, од најблиските пријатели за Колку почнувате овој бизнис, нормално па и сега? Да. Значи, поддршка секогаш мора да имате. Многу е тешко ако сам нешто почнувате, не дека не е возможно, се е возможно. Секако дека имав од дома, од семејството, поддршка од пријателите, бидејќи не е лесно и не е едноставно. Онака, буквално од 9 до 5 работата, кога започнувате бизнис, мора да заборавите, затоа што има денови и месеци каде што ќе бидете цел ден на работа, така да мора да имате вистински луѓе до вас ако сакате да успеете. Што е најважно да поседува една жена да биде успешен бизнисмен? Многу работи. Не, има доста работи што треба да ги поседува. Искрено прво мора да биде вредна. Мора да биде истрајна, мора да знае што сака и дали тоа што го почнува е тоа што вистински го сака. Ако е тоа што вистински го сака, стварно се друго се учи, имаме најнови технологии, може да прогуглате, било кој проблем може да го решите, така да едноставно некако тие се некои работи што би ги препорачала на идните што би сакале да отворат. Значи, излишно е прашање да кажам да се вратите неколку години поназад. Да. Па би го избрале истиот начин, па би избрале истата професија? Истата професија би ја избрала, да, секогаш, заради тоа што веќе неколку години се занимавам со отприлike околу 6 години, сега баш одлучив јас самостојно да го почнам ова, иначе секогаш би се вратила заради тоа што стварно е благородно, стварно е кога ќе видите успех кога клиентите, чувството е преубаво. И што би им порачале на девојките, на младите жени што би сакале да започнат собствен бизнис? Има многу работи што би сакала да ги порачам. Долго сакате да отворите собствен бизнис? Да. Најважно нешто е да го знаете пазарот. Да го знаете пазарот
И исто толку важно да знаете конкуренцијата. Тоа се многу важни сегменти што вие мора да ги владеете за да може да го отворите. Другото, како што кажав и претходно, се учи, се е достапно во денешно време и како што сме млади и знаеме да просрчаме и се, значи другото се е стварно многу достапно. Благодарам за разговорот. Се надевам дека ќе ги остварите сите цели зацртани, дека ќе постигнете голем успех понатаму во работата. Можеби еве од жените што се тука, можеби ќе бидеме клиенти. Супер. Супер. Фала ви многу на поканата. Како што кажав јас и сакав да го потенцирам, многу е добро што имате поддршка за жените предприемачи, бидејќи јас како жена предприемач би сакала да слушам успешна приказна затоа што да знам дека не сум сама во ова, дека буквално има некој што е исто како мене, дека почнало од негдека, каде е сега, така да супер. Убаво е жените да се охрабруваат на ваков начин. Ви благодарам. Фала ви.